На Zoom линија го имам колегата Дејан Андоновиќ, со кого цела оваа година се обидуваме да секој утро осветлиме по некоја точка на меѓународната географија со меѓународните настани. Овие 365 дена Дејан главно се сведоа во добра половина и повеќе од сите наши извештаи околу цифрите, состојбите, статистиките, лошите вести врзани за короната. Другата половина најмногу ја преокупираше господинот Трамп и изборите во Америка. Така што, веројатно, 10% од се друго остана за она што се случуваше по разни координати на светот. Дејане, како ти се чини тебе од меѓународен аспект оваа измината година? Па првен само во контекст на овој разговор и оние пропагандни пораки, Сашо, некој да ми кажеше на мене и не верувам и на тебе и на сите наши гледачи пред година дена дека ќе може да нема журки пред нова година, оние новогодишни прослави, пред пред самата нова година, кога и можеби седевме дома во кругот на семејството, но претходно 2 недели одевме по прослави, немаше да му верувам. Ова е година која изминатата година е нетипична за многу генерации, па и за нашите, да помине во услови на пандемија, која го смени начинот на животот на сите нас во целиот свет. Значи не е она Македонија или Балканот е такова, Европа и светот одат напред, туку буквално не поистовети, не направи да бидеме исти како држави и ние, како држава од регионот и најразвиените држави, да видиме дека една веле сила како Соединетите Американски држави војувајќи ни светот и војнички надмокина и она и Русија и Кина ја загубија војната со коронавирусот, буквално ако се земе во предвид дека првин ја подценија, а подоцна и не успеваа да се справуваат на време и се уште ми се чини се огромни оние бројки каде што има новозаразени покрај тоа што се вели дека пандемијата полека почнува да опаѓа и вакцината ветува се. Значи година во услови на пандемија го смени начинот на животот, 82 милиони инфицирани, 2 милиона речиси починати. Прогнозите велат дека американскиот епидемиолог Фалучи најавува дека дек допрва ќе биде војната со коронавирусот. Од друга страна имаме развиено вакцини, што се вели дека се најбрзо развиени вакцини во историјата на човештвото. Тука имаме и западни вакцини, и кинески вакцини, и руски вакцини. Сума сумарум ми се чини дека пандемијата дојде до еден прелом на досегашниот начин на живот. Ќе видиме како ќе оди понатаму. Се согласувам дека треба да ги почитуваме препораките ние сите, низ целиот свет, не само јас или ти, само така ќе се стопира пандемијата. Она што е позитивно е дека таа се намалува, вакцините ветуваат све, она што е негативно ги гледам последните информации пред се, како што реков, апелот на врвниот епидемиолог американски Фалучи, кој 40 години стои на функцијата главен епидемиолог во САД, но од друга страна и ова што доаѓа од Британија дека новиот вирус многу побрзо се шири, ќе видиме што ќе биде со тоа. Во секој случај ќе видиме и дали се тоа со околу вакцините ќе има и многу политика, дали ќе почнат луѓето и политичарите да се делат на оние што ја земале руската вакцина, наспроти оние што ја земале американската вакцина. Како и да е, светот оваа година, обично во изборна година, кога се бира претседател на САД, главен настан на таа година е секако изборот на претседателот, на новиот претседател на Соединетите Американски држави, но оваа година, повторно ќе кажам, ковидот доминира во нашите животи, се некако фрли во втор план, и покрај тоа што и натаму, како и сите години претходно имаше избори, имаше терористички напади. Да, морам да кажам Дејан дека американските избори навистина и американската политика доминира, тоа е пред се заради стилот на претседателот Трамп и заради потресот што тој во изминатите 4 години го направи на меѓународната сцена. Меѓутоа, Ентони Фаучи на вистина беше лицето можеби кое што уште повеќе ја одбележа оваа година не само во Америка, туку и во целиот западен свет, бидејќи на вистина никој не можеше да очекува дека некои клучни здравствени системи во светот,
како што е пред се британскиот, да речеме, здравствениот систем во Германија, Италија со своите софистицирани болници и конечно е најбогатата земја во светот Америка, кои што практично дигнаа бели знамиња во неколку моменти од оваа долготрајна пандемија, бидејќи се испостави дека дури ни така развиените здравствени системи не можат не само да предвидат, туку потоа и кога ќе се случи да се носат со обемот на вака широко поставена зараза која брзо се развива и која што има за жал трагични рекорди. Па сепак американската политика ја имавме многу на екраните, а потоа имавме малку онаму каде што традиционално можевме да ја очекуваме, меѓу другото и на Балканот, но и во други региони во светот, бидејќи Трамп е представник на една изолационистичка струја во традицијата на американската надворешна политика која е повеќе од 200 и кусур години, каде што повремено доаѓаат претседатели кои сметаат дека Америка треба да се сврти кон себе, а не кон светот, без разлика на тоа што глобализацијата именувана, започната, теориски практично развиена во Америка пред 20-30 години, бара светскиот лидер да биде присутен на меѓународната сцена. Дејан, имавме ли повеќе, да кажам, воени жаришта отколку во минатото? Што тоа ќе не очекува за годините што следат, бидејќи кога ќе се исчисти Трамповата оставина, тој сепак на Блискиот Исток се обиде да направи некои потези кои што поинаку ја го позиционираат Израел, се обиде и во традиционалните воени жаришта долгогодишни во Авганистан и во целиот тој регион таму да ги повлече американските трупи, да смири и конечно се обиде да направи нов приод кон Кина и кон Русија, веројатно неуспешен и често пати скандалозен. Најмногу веројатно ќе остане во памтење неговите односи со севернокорејскиот лидер. Е ли ова некако сумарум кој што ја опфаќа целата година во надворешната? Сумарум 2020 година покрај ова со пандемијата што е без преседан, тоа го нотиравме и секој ден го зборуваме. Ова година може да влезе во историјата на тоа дека бевме сведоци првен дека еден американски претседател кој во заминување најавува протести за следната година да го невозможи другиот претседател, ново наименуваниот, едно балканско сценарио. Имавме преседан, би рекол, ако смеам така да го кажам, или ексклузивно нешто еден претседател на една држава, тоа е Косово, независно од света, има своја независност, актуелен претседател да поднесе оставка и да оди пред меѓународниот суд во Хаг. Исто така тука го имаме Брекзитот, да не заборавиме дека Британија ја напушти Европската унија и дека дури една Велика Британија дојде во ситуација да се грижи за својата иднина, дали ќе излезе со Брекзит, со договор или без договор, и да нема план Б доколку излезе без договор и утре Велика Британија да биде како ново настаната држава, нешто што ние го доживувавме 90-тите години на минатиот век, да почнеме тек допрво од поново да ги правиме нашите трговски и дипломатски односи. Тоа е 2020-та. Оно што ти почна да го зборуваш, јас сакам да го додадам, е дека ќе ги потсетам гледачите кои ги следат овие настани во светот. А 2020-та почна, некако мене ми делуваше дека ние што ги следиме состојбите дека е можна воена интервенција. Ќе потсетам дека на 3 јануари, само што замина новата година, дојде новата, беше ликвидиран генералот Касами, иранскиот генерал кој правеше воени дестабилизации на Сирија и во тој Блиски Исток под налог на Техеран, каде што Иран и од една страна беше судран со Израел, со Саудиска Арабија, па со Соединетите Американски држави, и малку фалеше да се обистини онаа долго најавувана американска воена интервенција врз Иран. Одеше дотаму што беше прашање на време, ако ќе те потсетам дека и ние тоа го анализиравме, дека секој момент можат американците да извршат воена интервенција, така да не беше ковидот. Веројатно ќе имаше воена интервенција врз Иран и веројатно 2020 станува збор за Сулејмани генералот, нека сами туку Сулејмани се викаше. Касам Сулејмани се извинувам, и веројатно 2020 година ќе влезеше во историјата на човештвото дека Соединетите Американски држави извеле воена интервенција врз еден Иран. Ќе потсетам, Иран не е мала држава, Иран има голема традиција и таква интервенција многу повеќе ќе одекнеше од што онаа воена интервенција врз Ирак или врз Авганистан или врз поранешна СРЈ. Меѓутоа, повторно
отворено ќе кажам, ковидот како да ги пролонгираше сите оние геостратешки планови и оваа година ми се чини за оние геостратези, ќе видам слободен е загубена, па сега ќе мораат стравувам дека ќе мораат да бркаат негатива во наредниот период за да ги Добро, што е право не заостана геостратезите еден дел од нив во измислување конспиративни теории овдека на Балканот, но и во целиот свет теориите на заговор годинава 2020 беа исто толку доминантни колку и теориите на одлежаните научни, методолошки, информативни природи кон се она што ни се случуваше. Така што мислам дека тука пата се погодивме. Дејан, на меѓународен план оваа година за Македонија е историска година. Таја не само што не однесе со членство во НАТО, што е датум што кога се ова ќе се заборави, оваа година веројатно ќе остане запаметена можеби по 4 работи, ако смеам така да кажам, на меѓународен план. Првото е во февруари се целивавме и се бакнувавме и се гушкавме на оскаровската сцена. Да не заборавиме, Медена земја доби дури 2 номинации за Оскар во време кога пандемијата се уште не беше ни на повидок и кога мислевме и бевме оптимистични дека оваа година ќе донесе многу добри вести за Македонија. Се разбира дека влезот во НАТО е нешто што ќе остане како вечен датум забележен во политичкиот развој на државата. Потоа се следуваше пандемијата и заедно со неа во таа депресија некако не потопи бугарското вето. И конечно четвртиот настан што ќе остане забележен на меѓународен план е нашето пласирање на Европското фудбалско првенство. Така што кога и јас и ти ќе бидеме заборавени со нашите анализи и обиди да бидеме паметни за во објаснувањето на некои теми, можеби овие 4-5 настани ќе останат како точки, како коти во кои некои други генерации ќе се навраќаат, ќе ги цитираат, ќе ги бележат и кој знае како ќе ги контекстуализираат. Има ли нешто друго што пропуштам, а што беше важно за целата 2020 година? Па има многу настани, Сашо, јас ќе потсетам, оваа 2020 година како да трае цела вечност. Овака морам да го кажам ова слободно дека 2020 година е некако и број, некако и година во која голем број на познати личности, што медиумски, што уметнички, што наши лични го загубија живот, почина од старост, од болест, од несреќи. Ми се чини дека оваа година слободен сум, а верувам дека да и тоа и твој впечаток, дека многу познати луѓе замина, односно почина, го напуштија овој свет. Не велам наши лични познати, туку зборувам и за глумци, зборувам и за политичари, зборувам и за фудбалери, за луѓе кои беа на некој начин врвни имиња во своите професии, така да ми се чини дека оваа 2020 година по многу нешта ќе остане во историјата запаметена, барем ќе биде запаметена во нашите генерации што ја проживувавме. Ќе кажам, ова беше и изборна година, се случи се одедношка некако, но пандемијата сето тоа успешно го заташка, го зема влијанието и фокусот на влијанието и ние и денеска заклучно со 31 декември 2020 година се уште сме обседнати со таа пандемија. Ќе потсетам што е невообичаено е дека денеска сите дома ќе славиме нова година. Не велам дека јас со моето семејство не сум славил изминатите години, но го нема она надвор што го гледавме изминатите. Па јас имам толку години, сите тие години да го гледам раздвиженост, една позитивна енергија. Луѓето се некако повлечени. Дури ќе констатирам дека ни у продавниците денеска нема да има онаа гужва на купување што ја гледав. Да, ќе оставиме тоа за некои следни години. Светот нема да биде ист без Шон Конери, светот нема да биде ист без Марадона, па конечно и без Пиер Карден, и списокот би бил навистина долг на овие луѓе што ти велиш дека си замина. Можеби помладите генерации тоа ништо не им значи, но на оние кои што се растени со нивните дела во разни уметнички, спортски, политички области, навистина светот повеќе нема да биде ист. Дејан, ти благодарам за ова денешно јавување и ќе продолжиме ние и после празниците. Светот не сопира, секогаш има настани што ќе ги анализираме, но да се надеваме дека многу повеќе ќе бидат позитивни од оние какви што беа годинава главно негативни. Благодарам Дејан Андоновиќ,